Да отвориме на почеток во Битие 5 глава, Прва Мојсиева, 5 глава, каде што е запишан родословот на Адам. Ќе читаме од вториот стих. Создаде машко и женско, а кога ги создаде, ги благослови и ги нарече човек. Кога на Адам му беа 130 години, му се роди син, сличен нему, според неговиот лик и подобие. Му го даде името Сит. Че немаме извеште колку години имал Адам кога се родиле предходните два сина, но еве на 130 години го добива Сит. Понатаму вели, по Ситовото раѓање, Адам живееше 800 години, му се родија уште синови и керки. Адам поживеа вкупно 930 години и потоа умре. 930 години. Од денешна дистанца. Мислам, ако не веруваш во тоа, дека тоа е Божие слово и од Бога напишано, наистина ќе ти биде неверојатно. Денеска, кога ќе каже некој дека е над 80, па тоа е веќе навистина долг живот, а краде се 930. Да, ќе видиме интересни примери овде. Има некои кои што доживува до 100 години, се уште. Ја не знам каков е тој живот. Океј, има некои витални кои што се на 100 години, меѓутоа, како пееше Бело дугме на времето, страшна гњаважа у животот, доживети 100-то. Библијата истото го кажува, но ајде ќе дојдеме до тоа. Не со тие зборови. Продолжуваме понатаму, кога на Сит му беа 105 години, му се роди Енос. По Еносовото раѓање Сит живееше 807 години, па му се родија уште синови и керки. Сит поживеа вкупно 912 години и потоа умре. 930, 912. Ајде да читаме 27 стих. Значи, овде пред потопот се набројани 10 патриарси. Матусал, ке читаме 27 стих. Колку живееше Матусал? Рекордер. Матусал поживеа вкупно 969 години и потоа умре. Просек, ако израчунаме просек на овие десетина луѓе овде, први, ќе дојдеме до бројка од 900 и нешто. 910 години. И сега, ако отвориме во Битие 11 глава, родословието на Сим, значи ова е по потопот, еве да прочитаме само, мислам, не мора ни да читаме, но тука се Сим, Арфаксад, Сала, Евер и така натаму се до Аврам. Просекот на овие патриарси после потопот, тука, еве, може да се вклучи дури и Ное, затоа што нели тој преминува и од едната и од другата страна, и пред потопот, и после потопот. Просекот на животниот век на овие луѓе е 300 години, околу 300, 310. Која драстична разлика од 900 на 300. Но се уште и 300 е навистина поим, мислам, за денешно време. Битно е она што сакам да го видиме е како влијае овој пат на животниот век на самиот ментален склоп, на менталитетот на една личност, на начинот како размислува човекот. Да отвориме во Битие 17 глава. И тука сме кај Аврам. Во првиот стих читаме, кога Аврам имаше 99 години, Господ му се јави и му рече: јас сум Ел Шадај, семоќен Бог и така натаму, и го знаеме оној подолг разговор меѓу нив двајцата, и после од 15 стих вели: после Бог му рече на Авраама: на твојата жена Сара не е повеќе името Сара, името ќе биде Сара,
ќе ја благословам неа и ќе ти дадам син од неа и ќе излеам благослов врз неа и ќе стане мајка на многу народи, цареви на народи ќе произлезат од неа. 17 стих. Аврам падна ничком и се насмеја и рече во себе си, зар може да му се роди дете на оној кој има 100 години? Зар Сара ќе раѓа во 90-та година? Он 100, она 90. На Аврам му е смешно. Видите каква промена во размислувањето. Тој драстичен пат, а не знам дали треба да спомниме дека една од причините за драстичниот пат, тоа сме го спомнувале, но можеме да кажеме во оваа прилика, од 900 на 300 години оној просек што го видовме е и местната исхрана. Че местната исхрана, сме читали тука цитати од Елен Вајт, дека Господ ја дал местната исхрана за да му го скрати животот на човекот. Самото тоа по себе е една голема работа за размислување. Не мора ништо понатаму да се каже за местната исхрана. Или воопшто за животинската. Аврам има 100 години, да се вратиме на Аврам. А да се подсетиме, Сит. Адам го добива Сит на колку години? Како читавме? На 130 години. А Матусал, знаете, првиот син, Ламех, на колку години го добил? Не го читавме тоа, но на 187 години. Нели? Поживеа највеќе тој Матусал, 969, и умре во годината која се случи потопот. Тоа е значењето на неговото име. Но на Аврам на 100 години му е смешно, како јас на 100 години, како може човек на 100 години да добие син, да добие дете. И која е промена во менталитетот на луѓето? Затоа што во негово време не се живеело толку, колку поживеел Аврам. Ајде да видиме што пише о Мојсија за Аврама. Значи, во Битие 25 глава. Одиме. Ки читаме 7 и 8 стих. Битие 25, или прва Мојсија 25 глава, 7 и 8 стих, за Аврамовата смрт. Ова е должината на Аврамовиот живот што го проживеа. 175 години. Матусал с првиот свој син го добива на 187, а Аврам поживеал 175 години. Потоа Аврам почина, видите што пише о Мојсеј, умре во честна старост, стар и полн со години. Па им се придружи на своите луѓе. Мојсеј сака да каже, доживеа длабока старост со други зборови. Аврам, колку? 175 години. Значи, од денешна дистанца, да, 175 години, а кај се 969? И сите овие што ги читавме над 900. А што кажува Давид? 90 псалм, 10 стих. Често пати го цитираме. Но многу е лесен за овој стих за помнење, 90-10. Збирот на нашиот живот, значи сега сме во времето на Давид, збирот на нашиот живот, а тоа е, да кажем и за денешно време, важи на некој начин. Не знам дали ќе важи за генерациите после нас, па не знам дали ќе важи и за нашата генерација, за мојата. Значи, 10 стих, збирот на нашиот живот е 70 години, ако сме силни и 80, а повеќето од нив се мака и ништожност, гњаважа, нели што реков. Мака, ништожност, зашто минуваат брзо и ние летаме од тука. 70 до 80. Видели како низ генерациите се променило размислувањето на луѓето околу животот. Со намалувањето на животниот век се променило нивното размислување. Тоа го натерало Аврама да се смее. Како беа на 100 години синки. Па знаел,
окей, па веројатно и знаел дека поранешните генерации колку живеели така натаму и дека животниот век бил многу подолг. Зошто ова го зборувам сега? Значи, заклучуваме дека како се намалувал животниот век кај луѓето низ генерациите, така се менува и нивното размислување. Ние живееме во век, ние живееме во период од историјата на човештвото каде немаме 175 годишњаци. Значи, ретки се оние 100 годишњаци. Највеќе ги има таму во Јапонија. Да. И тоа на оној островот каде што баш се водеше онаа битка во Втората светска војна, каде херој беше нашиот брат Дезмонд Дос. Како беше островот, го заборив. Океј. Нема такви. Денеска погледнете ги овие, како се вика, што ги лепат за починатите. Ретко ќе видите некоја постара особа. Се уште има, да, се уште има од тие некролози, да, генерации од порано, кои што повеќето живееле по селата, да кажам, живееле сепак во својата младост, ги наполниле многу подобро батериите од нас во селска средина, на чист воздух, и па дури и во градче некоја, ама во многу поинакви услови. Не овие денешни, да не смеете да отворите прозор. Затоа што нема да ви влезе чист воздух, туку нешто друго, смрт. Овој свет е во грев колку? Околу 6000 години. Нешто може и повеќе од 6000 години. 6000 грешење, 6000 години грев. Толку долго сме во грев, што како што Аврам се смеел дека на 100 години ќе добие син, денеска луѓето се смеат дека воопшто може да се победи гревот. Затоа што сме се навикнале. И околу нас сите гледаме, сите лажат, сите крадат. Ќе го решиле проблемот со корупција во Македонија. Нека доедат кога ќе го решат, нека ми кажат. Не само во Македонија, мислех само во Македонија, постои корупција. Па луѓето стануваат се позлобни и позлобни. Грев 6000 години. Сите лажат, сите крадат. Денеска да му сведочите на некој ваш пријател и кај, да не лажеш, да не, па не можеш да успееш денеска ако не лажеш, не крадеш. Сите лажат, сите крадат. Тоа е вообичаена работа. Но ајде за надворешниот свет. Но денеска има ситуации кога на проповедникот во Адвентистичка црква од катедра кој што зборува за тоа дека треба и мора да се победи гревот, му се смеат од таа страна. Има такви ситуации. Тешко е се најде некој да поверува дека е можна победата над гревот. Затоа што некако отрпнал народот на тоа, околу нас гледаме само зло. Сеќавате Патриарси и пророци што вели таму на почетокот, оригинална страна 62, ако сакате да знаете, колку Адам плачел кога ги вишел првите знаци на смрт на земјата. За листот што паднал од дрвото. Елен Вајд вели, плачел како да бил на погреб на некој свој близок. Денеска некој од нас да плаче за лист што ќе падне од дрво. Веројатно ќе му викнат доктор од оние. Но денеска луѓето трпнале на мртов човек, мислам на жртви ќе слушнете таму некаде, не знам, терористи убиле толку и волку и така натаму и така натаму. Сме оттрпнале, тоа е секојдневие. Ако речете дека гревот не може да се победи,
Што значи тоа? Па е денеска братјани зборуваш. Значи во тој контекст и таа негова серија, во тој правец. Зошто Исус морал да стане како еден од нас? Да има тело како нашето? Не само да биде совршен пример, за да може да ни помогне, да биде и правосвещеник наш, да посредува за нас. Ако не било така, се руши целата таа концепција, целиот план на спасение. Дали било можно во времето на овие патриарси што ги читавме, кои што живееле долго, да се победи греот, и тогаш имало зло? Па имаме пример. Енох бил жив земен на небото, затоа што еднакво водеше со Бога. Може би денеска немаме такви примери. Господ има ли свој народ? Сигурно дека има. Можна ли е победата над гревот? Значи, ако кажеме дека не е можна, тогаш Господ е немоќен, Господ не е силен. Колку пати сум кажал овде пред вас дека оние стихови во Јован 15:5 и Филипене 4:13 мислен као некои граничници. Без мене не можете да правите ништо, се можам преку Христа кој ми дава сила. Се, тоа опфаќа се. А знаете ли кое е било првото ветување што го дал Господ во Библијата, после падот во грев? Првото ветување, кое е? Кај е запишано? Битие 3:15. На што се однесува ово ветување? И да се каже дека не можеме да победиме гревот. Нормално, тоа кога го велиме, не велиме дека во своја сила бе можеле. И самиот Исус ке паднел ако не се држал во тесна заедница со својот Отец. 3:15, познатиот стих од Битие. Јас ке поставам непријателство помеѓу тебе. Господ зборува и вели на змијата, јас ке поставам непријателство помеѓу тебе и жената, помеѓу твоето семе и незиното семе. Тој ке ти ја сотура главата, а ти ке му ја сотуруваш петицата. Јас ке поставам непријателство. Господ вели меѓу змијата и незиното семе и жената и незиното семе ке поставам непријателство. Што значи непријателство? Со други зборови. Со друг збор, како може да го кажем? Ако некој ви е непријател, како христијани ние треба да го сакаме непријател, меѓутоа збориме онака општо. Ако некој ви е непријател, дали имате љубов кон него или нешто друго? Го мразите. Значи, Господ дал ветување уште на самиот неколку часа, да кажеме, времето после, не знам дали имало и часови после падот во грев. Дека е можна победа над гревот. Јас, Господ, значи надприродно, од озгора, од надвор од нас, ќе ви дадам омраза кон ѓаволот и зачетникот на гревот. Ѓаволот е зачетникот на гревот. Ќе ставам во вашето срце омраза да го мразите гревот. Ама тоа е надприроден чин. Тоа не можеме сами по себе, затоа што ние се раѓаме како резултат на падот на нашите прародители како пријатели со сатаната. Ние го имаме истиот ум со сатаната од раѓање. Па еве, денеска и братјани спомна, дете од мало е себишно, гледа за себе. Не дава свое, ама гледа да, ако може, туѓото да... Тоа е во нашата природа. Значи, нам ни е природно да грешиме. И тоа го гледаме 6000 години. И луѓето како да се навикнале на тоа, трпнали си, велат, тоа е природно за нас да си грешиме. И ние ќе си грешиме понатаму. И се смеат, како што кажав, налик на Аврам, кај бе на 100 години, син. Се смеат, ако им кажете дека е можна победа над гревот. Или пак, како што братјани денеска спомна, на тој начин сакат да си оправдаат само некои своите состојби, своите гревови. Ние мора да бидеме реални, да бидеме искрени со самите себе еден кон друг, дека сме грешни, дека грешиме, тоа е факт,
Но дали можеме или не можеме да го победиме гревот, тоа е клучно прашање. Па имавме цел серијал овде од Паул на таа тема низ адвентистичката историја, мислам и пошироко. Историјата на христијанството. Каде водат тие размислувања? Дека не можеме да победиме. Ние по природа грешиме, но тоа може да го промени само Господ. Затоа е потребно оно наново раѓање. Во Римјаните 8.7 што читаме? Римјаните 8.7. Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога, бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. По телото сме такви, ние не можеме да се покориме на Господа. Ние сме непријатели со Бога, но Господ го прави тоа и тоа го направи преку Исуса. Еве, ќе ги читам пак тие стихови што денеска Јани ги прочита, 2, 3 таму некаде. Зашто законот на духот на животот во Христа Исуса ме ослободи од законот на гревот и смртта, зашто тоа што му беше невозможно на законот, зашто беше слаб заради телото, Бог го изврши испраќајќи го заради гревот својот син во обличје слично на грешно тело и поради грев го осуди гревот во телото. Па праведноста што законот ја бара да се исполни во нас кои не одиме по телото, туку по духот. Одењето по духот е победа над гревот. Ништо друго. Сега прочитавме од сестра Елен Вајд коментар на утринскиот стих. Ако го немаме, немаме силата на Духот Свети, не е можно да го победиме гревот. Само со таа сила, таа надприродна сила, како што видовме во Битие 3.15, можеме да го совладаме гревот. Не може некој да каже и да негира дека е невозможно да се победи гревот, кога Господ првото свое ветување го дал за тоа, веднаш после падот во грев. Тоа е негирање на еден куп Божи ветувања и се погазува и самата Христова жртва. Потребно да се молиме за таа сила, силата на Светиот Дух. А ако Господ ветил, Господ стои за своите ветувања. Нам ни е потребна вера и преданост. Како што Павле вели таму во Римјаните 7.10, гревот треба да ни стане прекумерно грешен. Треба така да гледаме на него. Само кога ќе дојдеме до точка на тоа да било каква славост и да имаме било каков омилен грев, до точка на мразење, ако го мразиме, тогаш ќе го оставиме, тогаш сме го победиле. Се додека ни е мил, не би можеле. Но таа омраза, тоа непријателство надприродно Господ го става во нашите срца. Преку силата на Духот Свети. Дури ако немаме желба, во Филипјаните стои, Павле запишал во 2 глава дека Господ и ќе ни даде желба. Нормално мора да постои наша соработка во сето тоа, не може од небо онака само. Да не сакаш, па тој не оди против твојата слободна волја. Че гревот е проблемот, и тој е најголемиот проблем, но Исус е решението. И да прочитаме на крајот прекрасни стихови во Ефесијаните, 1 глава. Ефесијаните 1 глава 19 и 20. Ефесијаните 1 глава 19 и 20. И колку е преголема неговата сила кон нас, кои веруваме според действувањето на неговата моќна сила, чие дејство го покажа во Христа, кога го воскресна од мртвите и го постави одесно на себе си во небесните места. Овие стихови кажуваат дека Господ има на располагање сила, која што може да ни ја даде на располагање во борбата против гревот, против нашите слабости. Тоа е таа иста сила која што го дигна Христа од мртвите. И пазите сега, ова има уште многу поголема јачина кога знаеме со која смрт умрел Христос. Христос дига мртви. Ние тоа го знаеме, го дигнал Лазара. Еден куп ситуации има во Библијата каде што дигале верни луѓе мртви.
Но Господ го подигнал Исуса од втората смрт. Замислите која сила имаме на располагање, а да кажеме дека ние не можеме да победиме гревот. Точно е дека не можеме во своја сила. И можеби тоа е и патот. Јас се надевам дека некои кои што можеби така веруваат и одбрале таков пат да чекорат, дека можеби тоа е патот да дојдат до ситуација да на тотално разочарување, да се разочараат, да изгубат надеж во себе и во своите сили. И тоа е моментот кога ќе се фатат за Господа, ќе завапат по Него и ќе ја побараат таа сила која што ни е на располагање. Јас се надевам дека е така. Се надевам дека ние веруваме во силата Божја, веруваме дека тој е моќен, иако го имаме ѓавол како многу моќен непријател, но тој не е помоќен од Господа и од неговата сила. Нека Господ ни помогне, нека ни ја даде таа сила и нека имаме еден победоносен живот во оваа нова 2020. Нека му е слава нему. Амин.